Добар ден и убав ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде расположени за вас, се разбира и денеска, да ги поминеме овие 30 минути во еден позитивен дух, ќе направиме убав рецепт, односно мојот гостин, јас ќе асистирам денеска и застанете на нашата фреквенција затоа што ќе ви биде интересно, затоа што имаме супер гостин, затоа што ќе слушнете убави муабети, но и ќе запишете убав рецепт. Бидете заедно со нас, а ние ќе ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и ќе погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата ветрина. Ајде да погледнеме на рафтовите што се имаме од Стокомак. Да ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак, а вие, драги мои, веќе познати маркети се во градов, па и пошироко во нашата земја, каде и да сакате, можете да си пазарите производи кои што вам ви се потребни за вашето готвење, дали ќе е тоа за доручек, ручек, вечера или пак десерт, може би некаде за подарок. Се што вам ви е потребно за вашето домаќинство, можете да си пронајдете и не само за готвење, средства за хигиена и како што јас многу пати настојувам да кажам, најумиленото мое катче, онаму каде што стои храната за милиничињата. Бакнежи мои за Стокомак, бидејќи ми ја олеснија работата. Да си ги поздравиме и за новата линија на производство Македонка, обоена во црвено, рафтовите со налепници во црвено, купувајте производи со македонско потекло, купувајќи ги производите со македонско потекло, ги стимулирате македонските или домашните производители. Затоа да им помогнеме. Секој денар е добре дојден, полни амбари, полни трпези, а на срцето богато. Поздрав до домашните производители и уште еднаш за нашите пријатели од Стокомак. Да ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата за домашни апарати и се за домаќинство. МОС се наоѓа на Битпазар, на почетокот од пластичарската така наречена улица до самиот мост. Можете да ги посетите и да погледнете се што вам ви е потребно за вашето домаќинство, од апарати за домаќинството, се разбира и други работи кои што нам секојдневно ни се потребни. Алатки, тањири, тенџериња, тавчиња, се што нам ни е потребно да го имаме во нашите кујни. Поздрав и до нашите пријатели од МОС, бидејќи имаме дел од апаратите веќе заедно овде, ќе работиме и на нив. Денеска ние ќе си направиме и убав чај со нашиот електричен бокал донесен од МОС, значи од продавницата МОС. Време е кога јас треба да го представам нашиот гостин, оној кој што заедно со мене денеска ќе ви го разубави попладнето, а тоа е еден прекрасен човек, прекрасна личност, пред се доктор. Лицата кои што обожуваат да му придат, секогаш е непосреден, близок со луѓето, можете и на улица да го запрашате, а тој ќе застане и милно ќе ви одговори на вашето прашање. Кога ќе кажам доктор Вело, веќе сите знаете, нашиот доктор Вело Марковски е нашиот гостин. Добре ми дојде. Добре ми дојде и многу се радувам. Добре дојде во нашата емисија. Поинако, повели. Благодарам. Денеска ќе зборуваме малку и за медицината, но и за храната. Пред да започнеме, морам да кажам јавно дека бев изненадена од рецептот кој што ќе го подготвиме, бидејќи еден убав рецепт, така ми изгледа симпатично, но и вкусно, бидејќи ќе се работи гулаш со 3 меса. Така. Одлично, ова вие си го смисливте или некој ви помогна? Па, мислам дека е познат рецепт, сега има импровизација и додавања. Важно е да бидат 3 меса или повеќе меса. Ние денеска ќе одиме со јунешко, свинско и пилешко, меѓутоа тие што не јадат свинско може со јунешко, телешко, мисиркино,
дивеч може да се меша. Значи да, посакува да си го направи. Многу слобода има во овој гулаш. Ке видиме денеска се додава све што природата дала, скоро све што природата дала се додава, се мешаат вкусовите, па Ке се дружиме одговарајќи си на ти. Јас и ти денеска. Ете така, јас веќе го вклучив шпоретот, да ја подготвам тавата, ќе додадам масло. И сега да запрашаме доктор Вело, бидејќи е пролет, бидејќи е сезоната на инфекции, на грипови, на се ова што се случува во овој период, па и како велиме загаден воздух. Приоѓаат ли луѓето на улица да кажат, доктор, јаман цел месец, јас кашлам, цел месец не можам да дишам? Да, веќе сме на крај на зимските месеци, треба да се намалат овие инфекции, да ставаме нели маслиново масло, улје, така. Ова е нашето, од ној ќе додадеме и малку маслинов. Може и маслиново, меѓутоа еве на почеток веднаш би изреагирал да се внимава, значи се повеќе во употреба е палмино масло. Така. Го има во многу производи и поделени се мислењата, има некаква корист нели секој природен продукт. Меѓутоа премногу над 25 грама веќе голем ризик за високиот холестерол. А особено угостителите, бидејќи ова масло на 237 веќе нели чади испарува и знаат да го користат, не се троши да го користат повеќе денови или повеќе пати во денот и тогаш ослободува и канцерогени супстанции, токсични супстанции, навистина треба максимално да се избегнува. Толку колку што може, бидејќи многу производи од чоколади, од тестенини, од во секој видиме дека е така. Палминото масло. Го додаваме прво? Да, првин кромидот го додаваме. Ете така. Треба да омекне кромидот, да се направи нели како стакласт. Ете Значи така. кромидот е добро што го користиме многу затоа што ке ни го мекне месото. Од една страна, од друга страна, богат е со сулфур, а сулфурот ни е неопходен во тие во организмот, така да многу корисен продукт. Треба ли повеќе масло или на помалку масло? Како треба ова да се? Мислам дека е доволно. Доволно, добро. Да видиме, саќе му треба да омекне понекогаш, ако брзаме малце сосема малце на врв на нож, што се вика сода бикарбона, може да го мекне, нема потреба. А тоа е финеса во готвењето? За да го забрза, да. И тука има хемија од народот, значи да го забрза пржењето, омекнувањето. Еве, јас тука ќе повнимавам. Добро. Доколку треба нешто, Па сега можеме да разговараме додека битно ни е местото ќе го ставиме од како ќе омекне. Ќе омекне кромидот. Ајде сега, она што луѓето го паметат. Велат доктор Вело не и се плашеше на короната. Ни даваше вистински совети како да се однесуваме, како да постапуваме, дека тоа не е толку страшно доколку хигиенски постапуваме, велиме комплетна хигиена, и ментална, и телесна. Па не би рекол, не зависеше тоа од нас, не зависеше од хигиената. Значи, коронавирусите, јас и тогаш Доктор Вело не се плашеше од короната. Па, знаете што, не се плашев. Значи, има некои постулати, некои правила во науката, и самите коронавируси се присутни. И тога и го зборував и сега го зборувам. И ние секоја година од 5 до 35% од населението има контакт со овој вирус. Тоа беше овој вирус злоупотребен. Значи, инфекција која е обична, сосема обична, и тоа се обидував цело време да го објаснам. И го објаснував, негде успеав, негде не успеав. Меѓутоа, една инфекција која е сосема природна, да речеме, нормална, бидејќи вирусите не доаѓаат нас да не разболат, тие си имаат свој животен циклус, си живеат. И сега науката беше злоупотребена од моќни компании. За жал, сето тоа го верифицира на некој начин, печат даде СЗО, и отидоа многу состојби кои беа и многу болести, се направи една паника, се затвори светот и сето тоа не кошташе за жал многу животи. Многу животи, многу штета економска, затварање, па и психолошки проблеми и така натаму.
И тоа што сакам да го потенцирам е за мене разочарувачки што ние сега не сакаме да анализираме што ни се случуваше. И тоа е многу лошо. Ние не анализиравме 2009 имавме една пандемија исто така измислена со така наречен свински грип, кој не може да биде свински грип. Меѓутоа, знаете, човекот, во природата на човекот е лошото да го заборава, сака да му се случуваат убави работи. Тоа што не го анализиравме ние 2009, зошто? Што ни се случи? Година кога имавме најмалку болни со грип беше прогласена за пандемиска. Најневирулентен беше, најмалци умрени имаше. Така да, ова сега што не го анализираме, можно е во следните неколку години повторно да ни се случи некаков друг причинител, затоа што ние не извадивме поуки. За мене овој период е поразителен, бидејќи сите сакаме да го потиснеме тоа што ни се случуваше, да го заборавиме и можно е најверојатно во следните 5-10 години повторно да природно или пак вака злоупотребено да ни се појави пандемија. Сите сакаме некако да ја тргнеме таа лоша ноќна мора која траеше 3-4 години. Тешка. Затвореност, неблискост дури со најблиските, како што реков, ментално загрозени луѓе има што и денеска имаат депресија од тие моменти. Сигурно, тоа остави последици да има менталното здравје. Маската со тешко дишење, со сите тие работи. Тоа е тоа. Затоа сте ни вие овде за да не советувате што понатаму. Ова почна убаво да се зацрвенува. Уште минутка-две, па ќе го додадеме прво јунешкото месо. Како оди прво јунешкото? Прво јунешко, па најмногу време му треба. Најмногу време му треба, добро. Пилешкото е најбрзо. Пилешкото на крај најбрзо. Меѓутоа, бидејќи ги ставаме сите три, тоа е во неколку минути. А сега, ако правиме друго некое месо, треба претходно да биде омекнато, особено дивечот. Добро. Ете така. Имаме веќе убав мирис овде на селата. Ајде, можеме да го додадеме. Може. Ајде. Ајде, ние ке... Да си ја почнеме процедурата. Ете така. Добро. Убаво месо сте купиле. Благодарение на нашите пријатели, секогаш е одбрано се што се готви да биде убаво и домашни производи во чисти садови, на чисто место, на се внимава овде. Ќе почекаме малку само да ќе го завртиме да промени бојата. Ајде, можам да ви препуштам. Да ти препуштам, уствари, рековме на ти. Па веднаш почнува добро и тавчето ни е едно од поубавите, кои што не лепат, а добро се подготвува храната. Доктор Вело, што е сега најбитно во овој период на годината? Велиме дека временските состојби се променуваат во последните години, па еве сега имаме температурни шокови кои што навистина се тешки за организмот. Минусни утренски, дневни 24 веќе. Мислам дека тие не се толку проблем. Проблем ни е нашата грижа за природата, нели? Воздухот кој го гледаме сите, можеме буквално воздух да го гледаш, значи е загаден. Не преземаме ништо, За чистење на за причините да ги најдеме зошто ни е загаден воздухот, една од најсмртоносните болести во хуманата медицина се белодробните обструктивни заболувања. Тие се директно поврзани со нечистиот воздух. Една од главните причини имаме во светот годишно по околу 4 милиони умрени од хронични белодробни заболувања. Се гушам, не можам да дишам. Скопје со години еден од најзагадените градови. За жал, ние ги гледаме големите загадувачи. Меѓутоа, од некоја причина не сакаме да се замериме, не сакаме да... Знаете, по мене врвна институција во државата треба да биде Институтот за јавно здравје. Таму треба да бидат најмалку 100 доктори кои треба да контролираат и храна, и воздух, и вода. За жал, ние штедиме на доктори, штедиме на луѓе кои се високо
едуцирани професионалци и мислам дека ќе мораме и политичарите ќе мора да превземат мерка. Да преземат реални мерки, бидејќи знаеме, ги гледаме кој загадува Скопје, кои се тие фабрики, дури зачудувачки како тие да не живеат тука. Тоа е голем проблем загадувањето. Си велевме тивки убици, но сега веќе се гледаат со око. Да. Ова. Добро. Уште малку да Убаво, додадеме масло. Не мислам дека Уште малку да додадеме, бидејќи упива месото. Упива, можеме винцето сега да. Може и виното да се додаде. Ова добро оди. Одлично. Значи јас сакам да готвам. Сега порано готвев од мерак, додека се готви сакам да месам така во обично за недела знаев или да направам риба или да месам зелник. Зелник, доктор Вело прави зелник. Меѓутоа последните 3 години. Овој вака. Браво. Последните 3 години сум Со готови гори или вие го подготвите дома? Готови кори никогаш. Никако. Тоа последните 3 години сум алергичен на глутен, значи интолеранција на глутен и тоа многу ми осмени начинот на живот, значи морам сега секој ден да готвам, секој ден да си месам лепчињето, тоа специјално брашно без глутен. Така да и многу е важно што голем е тој процент на популација. По литература 10 до 15% се интолерантни на глутен. И многу луѓе не знаат да се внимаваат ако имаат проблеми со дигестивниот систем, да си проверат и опцијата на интолеранција на глутен. А тоа во основа пак може да биде на некој начин тригер за многу други состојби. За алергии, за токсични состојби во организмот и така натаму. Покрај акутните проблеми, така да сега морам да сакал некел скоро секој ден да готвам храна која не содржи глутен. Морам да ви кажам, ова добро. Се договараме за надпревар во сукање зелник. Доктор Вело и Драгче на 2 маси. Правиме зелници. Не знам, јас сум мијак, не знам. Јас од источниот крај. Правиме еден мијачки и еден Делчевски. Комат, ние го викаме комат. Јас сум родена во Делчевскиот регион, но порасна во Виница од моите 2 години, така да можеме да направиме еден дуел на зелници. Може. Што сега ќе треба? Од кое место од Делчево? Во Делчево, моето родно место или село Илијово, таму сум родена и на мојата 1 годишна возраст веќе мајка ми заминала во Македонска каменица, потоа на 2,5 години сум во Виница, но без оглед, корените си влечат, мајките не учат и така да јас знам да подготвувам. Мојата прва работа како лекар беше во Македонска каменица. Кај моите. Да, има многу убави спомени од таму и и убаво место. Убави луѓе, тука беше езерото. Си јадел зелник, делчевски и каменички направен. Со Афион. И со Афион се прави таму. Најубавиот. Афион, не знам, Афион го користеа, порано старите. Така, толчен Афион. Брсјачките села, децата кои им плачат, им вареа чај од Афион, не знаеа дека сушност е. Ете, колеги, ја научиме нешто, плюс Македонска каменица денес е едно уште поубаво градче и место за живење, каде што сите можат да отидат едноставно да уживаат и во природата и во убавините. Мислам дека полека треба патлиџано да го додадеме, ама не целиот, мислам дека е многу. Добро. И полека да... Правевме се според твојот рецепт да биде се како што треба во однос на грамажата. Ако треба ќе додадеме, нека постои овде. Ова убаво вака си крчка сега. Ќе видиме како ќе испадне, ма треба... Да, што ни е потребно сега? Па сега ќе ги додаваме пиперка, значи све што има во природата. И видов урма, сува слива, јаболко, кој што се како додатоци нешто перфектно во однос на
на храната. Да, се мешаат вкусовите, доаѓа убав вкус, да речеме, еве јас кога правам сарма, во таа смеса покрај нели оризо, црвен пипер, многу прас ставам и многу е интересен овој вкус даваат 2 до 3 лажици јаворов сируп. Тоа јаворовиот сируп дава посебен некој да, и овој вкус. добива. Таква сарма немам јадено. Доктор Вело имаше интересна желба да направи сарма и овде во тава земјана, но велам, докторе, немаме време, времето не е ограничено, но затоа ете ќе направиме убав гулаш. Убаво. Јас сакав сарма, бидејќи кога правам слава, нели, Танасовден ми е слава. Така. Гостите им се допаѓа таа сарма. Вкусот им се допаѓа. И сега индивидуални кажете се ми со вкусовите. шахот и со пеењето со нашиот Спасен си запеавте, си игравте велемајсторски на шах. Да, кога да го поздравиме Спасен. поздрав до Спасе, да, нашиот изигравме и Спасе. шах. Да. И кога се игра шах, ако не е надпревар, нели, се пее. Се пее, па затоа пати се пее. вие си уживавте Така да, со можеме Спасен. да фатиме па едниот да се приклучи и така убаво е со шах да се поигра малку, да се иако кога се игра професионално шахот е многу тешок. И сега да не има некој, Спасен не ми откри, да не има некој видеозапис под каде што доктор Вело ќе биде артист таму. Ајде да видиме, имаше една емисија, Спасе ме покани, мислев дека разговор ќе биде, ама ми спровоцираа да запеам, таа емисија уште не е пуштена. Така. Па ќе видиме како ќе испадне тоа. Едве ќе ти Инаку еве и чекаме, тоа снимањето, пењето не било лесна работа, вете тоа искуство го имам. Убаво е да се пее, меѓутоа не до перфекција, нели? Так. Па добро сега надареноста, како би можел еден пејач да биде доктор? Нели се си сака своето? Да, имаме Така ние е, и така е. доктори кои се познати дури оперски пејачи. Така. Тоа се таленти, нели? Таленти, Луѓето да. генерално се со повеќе таленти. Така да кој талент ќе се можеме да го додадеме. Така. Ќе го додадеме и пиперот, но потоа ќе го барам тавчето на дракче за да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Така. И Сега драги јаболкото? мои, спремни? Да го Јаболкото спремаме? веќе да, но јас ќе го барам рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Гулаш со 3 вида на месо. 300 грама телешка плешка, 300 грама свинско месо, 200 грама пилешки стек, 4 главици кромит, 2 домати, 2 пиперки, 1 главица лук, 1 јаболко, 4 до 5 суви сливи, 4 до 5 урми, 100 мл бело вино, сол, масло и зачини по желба и подготвивме пире, 4 компири, 500 мл млеко и малку сол. Ете, тоа е нашиот рецепт за денеска, но ние, доктор Вело, овде не додадовме сега зачини. Сега ли треба да ги додаде? Сега да ги додадеме јаболкото. Додека јас Така, читав тие да. убаво се Бидејќи ќе му треба време. така да се крчка заедно со Значи месото. сечкано јаболко, јас Јаболко. го лупам, може и нелупено, суви сливи и урми. Урми Ќе ги измешаме. се комплетно овде. Добро. Ете така. Јас ќе ја повлечам и даската за да не пречи. За да ни биде овде Ќе се измешаат вкусовите и ќе зачините. Можеме сега да додадеме, гледам имаме нане, може да се Имаме- додаде мајчина душица, може да се додаде рузмарин. Меѓутоа солта јас го ставам на крај, Добро. особено на храните, манџите што вријат, откако ќе заврши вриењето, да биде топло, да се раствори. Меѓутоа е многу важно солта да не го изгуби јодот, нели ако врие ќе го изгуби јодот. Она што сакав да ве прашам за тироидната жлеза. Да, јодот е еден од клучните елементи во нашиот организам, особено за функција на тироидејата. Така. И недостаток на јод директно се поврзува и со степенот на интелигенција.
Не случајно, значи во исхраната на доилките некаде околу 150 микрограми се дневните потреби на јод. Ги има во некои морски храни, меѓутоа генерално преку храна го има во планински чај, во риба, меѓутоа веќе развиените држави ја јодираат солта. Има и други методи, меѓутоа наједноставно е да се јодира солта за да се примат дневните потреби. Се треба да внимаваат луѓе кои не јадат солени така натаму, дека ќе имаат помалку јод. А особено е важно да се зголемат тие дури до 290 по американските сега Оригано е тоа, сол, сузачин. можеме да поддадеме малце оригано. Добро. Значи јапонците одат дури до 1000 микрограма, значи целиот период на бременост, кај нас за жал само првите 5 месеци се советува да се примаат суплементи на јод, а неопходно е не само за цело време на бременост, туку и за цело време на лактација, на доење. Јодот кај тие мајки треба да биде со некои дупло поголеми внес, за да детето биде поинтелигентно и исто така многу делуваат и во тимусот, имунолошкиот систем, значи јодот е неопходен и во дигестивниот систем, така да мислам дека можеме малце виното да го додадеме сега. Комплетно. И да го ставиме да се, додадовме се. Од режијата ми вела доктор Вело, виното штом го сипавте, Драгче и доктор Вело, да запеат една строфа. Ајде. Со виното одела песната. Ајде, и ви имате многу омилени песни, а една убава македонска е Петлите пеат, зора се зори. Кој ќе така? почне? Ти? Ајде ти, пошто ја. Петлите пеат, зора се зори. Петлите пеат, зора се зори. Пуштај мене, бела Митро да одам. Пуштај мене, бела Митро да одам. Одлично. Нашите петли од вечер пеат. Нашите петли од вечер пеат. Остани, милолибе, остани. О, љуби, бело лице Митрино. Ете, исполнета желбата на нашите колеги. Ова веќе ни е готово. Мислам дека веќе И јас сме ќе при ги крај. подготвам и нашите садови за сервирање. Еве овде. Ќе го исклучам веќе шпорето, бидејќи ни е ова се готово. И ќе додадам друга лажица. Добро. Се ни одеше добро и песната. Убава македонска песна. Можеме веќе. Убаво си пеела, не можеме Помалку. да ставиме. Реков, треба да ми се лечи и таа тироидна жлезда која што ми го уништи гласот, инаку ќе си пее. Помагам помалку, викам така. Инаку нашата тетка Мици, додека ние работевме овде, таа ни помагаше да ни направи и пире, кое што оди со твојот специјалитет. Да. Ќе додадеме и пире. Вака можем да го повлечем за да не ни изгори. Добро. Одлично. Можевме уште од мевцето да додадеме. Ајде. Ајде. Можеме да додадеме. малце? Може да ни биде убав. Добро, ова е за четворица, да, има доволно, да. Така, одлично. Браво, имаме тука полна тава, па е можно и колку убаво се гледаат сите состојки. Одлично. Така. Браво. Беше ова преубаво направено. Јас му додавам вака малку, Може. како беше за украс.
малку маслиново масло и една китка магданос за да ни се украси јадењето. Ето така. Колеги, тоа се вили на здравје. Поводивме со зачините, само сол да не треба да додадеме. Секој, нели, во однос на солта може да си додаде секој сам и тоа е индивидуално. Но рековте дека е потребна за исхраната. Да. Ете така. Нашите пријатели од МОС ви доделуваат подарок. Имате еден мал подарок во кесичката и еден ваучер од 1000 денари да ги посетите во нивната продавница и да си одберете нешто за успоменете од ова наше другарување овде во нашата емисија Гответе со Дракче и Канал 5 телевизија и да најавиме сукаме, не? Ви благодарам. Сукаме заедно. Во нова епизода. Повелете, уште еднаш благодарам. Многу ти благодарам за оваа симпатична наша емисија. Верувам дека гледачите истото ќе го потврдат, затоа што ќе ни пишуваат како го доживееле овој рецепт, нашето другарување токму овде. Ви благодарам на поканата. Со Канал 5 сум чест гостин, убави спомени имам, убави спомени ме врзуваат, така да секојаш кога ќе ме поканите сум на располагање. Многу ми беше мило. Драги мои, не успеавме да направиме некој чај или кафе со нашиот бокал, но имаме тостер, можеме потоа да си подпечеме лепчиња за ова убаво јадење да биде перфектно. Се надевам дека ви бевме навистина интересни, дека ви беше забавно. Можете дома да го подготвите и во ерфраер, кој што можете да си го купите од продавницата МОС, бидејќи навистина е апарат кој што на младите домаќинки најмногу им треба, па и на повозрасните. Имаме, се разбира, и машина за тесто, подготвување на други производи. Останете и понатаму заедно со нас и следете нашата емисија. Бидете ми здрави и живи и се разбира на крај, како ви кажувам, ве сакам!